Добро вечер во ТОП тема. Нема нови изливања по дождовите кои пред неколку дена ги направија поплавите во Кичево, Гостиварско, Липковско, Сарај. Евакуирани беа над 200 жители. Но со намалувањето на водостојот се виде дека не се толку во опасност жителите. Меѓутоа, главна причина за поплавите е човековата негрижа на која природата и враќа на овој начин. Градежен шут, смет, дрва, па дури и објекти го попречуваат водостојот на реките Вардар и околните притоки, но и во останатите реки во Македонија. Алармот се вклучува дури откако ќе се случи природната непогода, за која експертите предупредуваат, а луѓето не ги научија лекциите од минатите поплави. Во ТОП тема вечерва дебатираат и анализираат Атанас Угрински, помошник раководител на секторот за хидрологија при УХМР, Илија Темелковски, советник за уредување на слив и речни корита при водостопанство на Македонија, Горан Стојановски, раководител за операции и координација при ЦУК. Имаме и интервјуа со Драган Ивановски, кој е експерт за анализа и прооценка на ризици од поплави, како и градоначалниците Димитар Костадиновски на општина Јегуновци и Александар Јовановски на општина Кичево. Затоа останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, повод за оваа топ тема се поплавите кои се случија во неколку региони на Македонија, во Полошкиот регион, Кечевскиот регион, изливање имаше и во Скопско и во Липковско. Црна река исто така е надојдена и сами можеме да видиме дека и Вардар во Скопје е целосно во речното корито, исто така зголемен. Сето ова се должи можеби на дождовите кои на видум нас не изгледа дека и не се толку големи, меѓутоа и други фактори за кои што вечерва ќе разговараме, а пред се, како што каже во најавата, е човековата негрижа за која природата враќа на овој начин. Вечерва со мене затоа се експерти во своите области. Добро вечер за господинот Угрински, господинот Темелковски, господинот Стојановски. Доаѓате од УХМР, од Водостопанство на Македонија, од ЦУК и најавив исто така дека ќе имаме и во топ тема неколку интервјуа. За почеток, иако ја видовме временската прогноза, какви врнежи не очекуваат, затоа што почнуваат, престануваат, но некако имаме чувство дека неколку дена постојано врне. Најпрво сакам да кажам дека опасноста од изливање на реките во текот на денешниот ден е намалена. Водата од критичните подрачја полека се повлекува. Во Кичевскиот регион постепено се нормализира состојбата, но при тоа остануваат да бидат високи дел од водостоите, особено во западниот дел на земјата, при што се уште исклучително е висок водостојот во горниот дел од сливот на реката Вардар, во Гостиварскиот регион, во Полошкиот регион, каде што се уште постојат опасности за локални заезерувања и изливања на реката и таму водостојот на реката е се уште на едно критично ниво. Меѓутоа, во текот на денот, веќе во овие часови настапува веќе заладување на времето, ветерот го менува правецот од јужен во северен, така што на повисоките планини врнежите веќе ќе бидат од снег, со што ќе се намали дотекот на вода во реките, а во текот на ноќта се очекува и целосен престанок на врнежите, така што во текот на утрешниот ден се очекува намалување на сите водостои на реките низ земјата, но уште еднаш ќе напоменам дека во горниот дел од сливот на река Вардар се уште ќе остане висок водостојот и во текот на утрешниот ден. Како е на терен, со оглед на тоа што ЦУК е таму и за помош на луѓето и за организација на работата заедно со дирекцијата за заштита и спасување? Евакуирани се жители на 200 во некои подрачја? Апсолутно, да. Двете институции се присутни на теренот, учествуваат заедно со локалните самоуправи и во однос на справувањето и во однос на постпериодот и стабилизирањето на состојбите, како и отстранувањето на влијанијата над направените штети. Секако дека остануваат и понатака во однос на Кичевскиот регион луѓето кои што се евакуирани и сместени во рамки на спортската сала. Секако тука е грижата преди се на локална самоуправа, грижата на Црвен крст. Во секој случај, сега луѓето се згрижени и ќе бидат
се до моментот додека не се средат нивните домови и објекти за сместување. Она што се однесува до просторот на територијата на општина Гостивар, по-конкретно селото Форино, кое што беше најзагрозено во декот на неделниот ден, кога што и се случува овие поплави, каде што имаме некаде опфат на околу 500 објекти или 500 куќи, секако дека се врши испумпување на водата и елиминирање на материјалот кој што се наоѓа во дворовите, се работи за шути, односно минерални суровини, отпад, камени, чакал. Во таа насока во општина Сарај веќе заврши идента процесот околу санирање на штетите и последиците од поплавниот бран. Во однос на општина Липково и по-конкретно реката Слупчанка, за среќа беше запатен поголем дел од земјоделски површини и добар дел од улиците во рамки на Опаје, селото Опаје. Тој проблем се надмина, се стабилизира, водата се повлече, се врати во речните корита, така да во овој момент се работи на расчистување на просторот, секако уредување и овозможување услови за повторно враќање на раселените лица внатре во домовите. Ги спомнавте и земјоделските површини за кои што е водостопанство повеќе одговорно во смисла на тоа, дали добивате извештаи од општините во смисла на тоа колку земјоделски и какви земјоделски површини се зафатени и кои се акциите што ги превзема водостопанство во овие делови на неурбано земјиште и површина? Добро вечер. Значи, во делот на пополување на земјоделските површини се уште постојат. На лице место водата постепено таа се повлекува, му треба малку повеќе време за разлика од речните корита. Водостопанство на терен активно излезене со сета расположива механизација, кај што врше чистење на тие одводни канали. Во делот на зафанатата површина немаме точна бројка, така да тие после накладно се процени дали е направена штета и колку е направена и тие се поднесуваат тие во општината, не во водостопанство, тие проценети штети. Во кои подрачја може да се каже дека се најголеми површини зафатени? Дали е тоа Полошкиот регион? Во рамичарските предели ги има во Струмица, ги има, како се кажа, Липково, во Полошкиот регион, излевање има и во Пелгонскиот регион, така да самата површина уште точно не ја знаеме, накладно таа ќе се преизмери. Споменавте дека во делови се стабилизирани дел од реките, меѓутоа се уште можеме да очекуваме некаква опасност и во делови на водостојот на Вардар. Со вакви дождови и со вакви топли температури, добро кажавте ке заладиете, меѓутоа сепак беа топли температури и топењето на снегот веројатно допринело до вакво нешто, затоа што вака лаички гледано, ние сите би рекле па и не беше некој дожд, затоа што сите ние мислиме граѓаните дека кога ќе врне многу одеднаш како бура, тогаш има поплава, не вака помалце. Зошто всушност настана волкава количина на вода и во однос на тоа што земјата го примила, а и дали допринесоа и топењето на снеговите? Така, значи, поплавите воглавно ги предизвика врнежите од дожд, кои што на некои места беа обилни. Меѓутоа, тие беа во комбинација со топењето на снегот, кој што допринесе да има многу поголеми количества, реални количества на вода во речните корита. Треба да се каже дека постоја предуслови за појавата на овие поплави, затоа што метеоролошките и хидролошките околности беа такви да веќе имаше создадено таква клима, таква подлога, таква почва за овие поплави. Во изминативе неколку месеци, почнувајќи од ноември, декември, јануари, па и сега оваа половина на февруари, постојано имаше повремени врнежи од дожд, како резултат на циклонски активности од Женовскиот залив, при што водостоите на реките беа на едно високо, можеби надпросечно ниво. Исто така на подземните води, тоа допринесе подземните води да бидат доста високи и заситеноста на почвата со влага да биде висока.
Претходните ден, два, три на овие поплави имаше доста топло време со ветер од јужен, југоисточен или југозападен правец кој што само допринесе за побрзо топење на снегот и на зголемување на протечните количини на вода во реките. Значи, сите овие услови, снегот, топлото време, јужниот ветер што практично делува како снег врз површините под снежна покривка, овозможија да имаме излевања на реките, како што воочивте вие дури и на некои места при помали количини на врнежи кои во вообичаени, во нормални, во просечни услови не би допринеле за вакви излевања на реките. Значи, дали силниот ветер денеска што го почувствувавме, а беше студен, да оневозможува или овозможува полоша ситуација? Во Скопје барем беше многу силен. Да, засилениот, како што кажав, јужен ветер во многу допринесува за топање на снегот. И во комбинација со врнежите, кои исто така допринесуваат кон брзо топање на снегот, во речните корита се јавува вода која што не е само директно од врнежите, туку е и многукратно зголемена од количините на вода од самиот снег. Така што комбинацијата од снегот, топлото време, високите водостои кои претходеа, а и секако и обилните врнежи од дожд ги предизвикаа овие излевања на реките во критичните региони во изминатиот период. Господине Милковски, вие сте практично советник за уредување на сливи речни корита, она што е рак рана, да речеме, со години наназад се токму полните речни корита, полни со шут и со секаков смет и можеби и со дрва. Иако општината е надлежна во делот на она што е урбана средина, видовме дека и во овој дел кај што сте вие како водостопанство надлежни, состојбата е иста. Да. Дали и зошто ни се повторуваат поплавите 2009, 2013, Стајковци и други каде што не ги научивме лекциите? Да. Значи во делот на водостопанство е надлежноста на водостопанство е за заштита од поплави и одбрана од поплави на делови на места каде што не е урбанизирано подрачјето. Во тој дел сакам да напоменам дека на доста големи делници постојат несовесно од самото население, ставање градежен шут, издигнување на викендици, например, кои што моментално се илегализирани, така да интервенцијата е намалена во тој дел да може да се действува. Без разлика на сето тоа, пак се врше чистењето, али чистењето пак не може да биде толку успешно од предизвикувачот, например, на што треба се најде причината кој што така како зошто толку брзо се речното корито се полне со наносен материјал. Дали можете да ги сечете дрвата кога сакате? Која е процедурата кога сакате да изчистите речно корито? Значи во делот кога настапувам ние за чистење во речното корито, пред чистењето надлежен орган за заштита од поплави, мислам, надлежен орган е Министерството за животна средина и просторно планирање, али отстапени се надолжности во надвор од урбанизираното дело на водостопанство. За таа работа се прави програма за заштита од поплава, во кој што таа програма е доставена и до Министерството за животна средина, на кој начин да се прават, а после согласно програмата се прават акциони планови за чистење на речното корито. Меѓутоа очигледно дека сега се случи да има поплава заради неисчистени речни корита, кои што не велам дека се само во ваша надлежност, туку и во општинска. Да, значи голем дел не се изчистени, неможноста да се изчистат од причините што самите кажавме дека има доста дрва, наносен материјал, кој што тоа дрво не смееме да го сечеме со закон е забрането да се сече заради ерозија, такви настани работи во речното корито и достигнувајќи техничката зрелост, дрвото само че од трулење ќе падне и ќе го попрече режимот на водата и ќе настане изливање на самото речно корито. Друго, во делот на пример кој што фактот што речното корито многу брзо се изгледа дека е нечисто. Има доста, например, кога се нагло се топат вие снеговите од планините, водата веќе во ова време и од врнежите, мислиме дека се мали врнежи, али со топењето на дождовите и топлото време,
се зголемува водотекот во тие суводолици, така да во моментот немаме суводолица која што не е офатена, која што не сите се полни. Сите се полни, со тоа го зголемуваат дотокот и на поголемите реки од тој дел. Вие планинските делови многу при дотокот на вие пороници и водотеци, тие се со стрмни делови кои што имаат голем нагиб од планината и влечат доста наносен материјал. Тој влечен наносен материјал се складира точно во рамничарските предели, кај што во рамничарските предели кај што претежно имаме и земјоделско земјиште и така да тие канали, речни реки или суводолици доста ги има суводолици како што се водат, се затрупани со тој влечен наносен материјал и помала вода допринесува за излевање на тие суводолици, односно одводни канали или како да ги кажеме во зависност на кој делот да се однесуваат. Господин Темелковски спомена дека има градби во делови каде што не сме да има, верувам, кога на терен вие делувавте овие денови, видовте куќи кои што седи во градби, куќи можеби и легализирани, жители кои живеат по течението на реките, онаму каде што не треба да ги има и затоа се случува поплава на цели населби, например дали е таква улица Прилепска или други такви улици. Видете, во овој дел би сакал прво да го надополнам колегата од водостопанство. Големите акции за чистење на реките и речните корита, колку јас се сеќавам, започнаа прво 2009 година, го дискутиравме ова и пред емисијата. Втората акција беше некаде 2013 година. Ја изведува, првата одеше преку Дирекција за заштита и спасување, центари за управување со кризи во соработка со локалните самоуправи. Втората активност одеше со акцијскиот план на водостопанство на Република Македонија, со подршка на центарот и со подршка на Дирекција за заштита и спасување. Тоа се последните две големи чистења на реки и речни корита во рамки на територијата и просторот на Република Македонија. Значи 13 години не е чистено. Така, тешката состојба на водостопанство, не од аспект на тоа што водостопанство не сака тоа да го прави или не може да го прави, тешките финансиски состојби не дозволуваат можност за такви поголеми запати и влијанија во делот на надлежностите на водостопанство во рамки каде што се работи за неурбани средини. Во делот на урбаните средини, односно во делот на надлежностите на градоначалниците на локалните самоуправи, говориме за простор на речни корита кој што е среден со регулација на речно корито, односно со урбанизирани бедеми зидови, во зависност дали се тоа бетонски, дали се блокови бетонски и така натака, со јасно дефинирани средини и површини, каде што излевањето многу потешко се случува во однос на неурбаните средини, каде што имаме равничарски делови, од аспект на ова што вие го говорите, таложење на материјалот, несовесното однесување на човекот кон природата во секој случај, дивите сечи на шуми, сето тоа, ерозијата на земјиште, полнење на суводолиците, доловите, сето тоа се влева во равничарските предели и тоа допринесува до заезерување и опфаќање на големи површини земјоделски, а дополнително и градежно земјиште со вода. Она што господин Луповска го зборува во однос на градбите за кои што говориме. Да, и на инсертите може да се видат еве дека се тоа некои градби кои што се до реката практично. Законот за води јасно ја дефинира регулираноста на градбите во рамки на речните корита. Јас одговорно тврдам дека голем број од тие градби во самите речни корита на објекти, без разлика дали се однесуваат на објекти за индивидуално сместување или придружни објекти, се диво изградени. Во таа насока, нормално дека тие попречуваат текот и движењето на водите низ речните корита и многу влијаат и допринесуваат во однос на формирање на можни поплави
и продор на самата вода заезерена, и тоа е практично и она што всушност се случи во Кичево, каде освен улицата Прилевска, мислам, беа зафатени и неколку околни улици, би рекол, водата дојде до самиот центар на градот во висина од пола метра. Да, меѓутоа тука зател системот на контрола, тука затаела системот на урбанистичка контрола, на казни, на рушење на дивоградби. Значи тие може со години живеат таму, никој не ги контролирал дека не смеат да бидат таму. Така е, се согласувам. Во таа насока локалните самоуправи, ресорните министерства мора да бидат максимално ригорозни во однос на диво изградените објекти. Јас секако се согласувам дека е тешко во моментот такви објекти да рушите, но сепак ако е потребно за да се надминат проблемите со загрозување на јавната сигурност, во кое што една од основните јавни сигурности е и животот, здравјето и материјалните добра на граѓаните во поширока смисла, ако треба и ќе се направи тоа. Секако дека треба да се размислува во однос барем на една мерка на спречување на овозможување на формирање на такви дивоградби во рамки на самите речни корита и постапување согласно позитивните законски прописи за наминување на можноста од ризикот од поплави. За во продолжение сакам да ја видиме изјавата на двајца градоначалници, на господинот Александар Јовановски, градоначалник на општина Кичево, кој го потврдува што го кажувате вие, господин Стојановски, дека 13 години не е чистано таму. Па еве да ја видиме неговата изјава. Изминатиот 13 години буквално никаква акција не е спроведена за чистење на речното корито. И ова е директна последица на негрижата. Бидејќи до 13 години никаков зафат не е направен во однос на чистење на речното корито, нивото на реката е подигнато за метри и половина, некаде и 2 метри. Така да ова не е прва поплава откако сум јас дојден на оваа позиција градоначалник. Се обидовме во меѓувреме нешто да преземеме, меѓутоа дождови пак и снегови не спречува, не се работеше. Сега ангажиравме, како што ви кажав, се што е можно и ќе работат се додека не се доведе речното корито во правобитна состојба како што било пред 13 години. Значи ќе слеземе скоро 2 метри надолу, за да никогаш повеќе ова не се повтори. Еве го слушнавме кичевскиот градоначалник, господин Игугрински, да се надоврзете на ова со градбите, заради тоа што гледаме и на инсертите дека се до самата река. Да, се согласувам дека нафрлањето на ѓубре, смет и различен отпад неповолно влијае врз реките и директно ја намалува пропусната моќ на коритото, така што и при појава на помали количини на води често доаѓа до излевања на самите реки. Самиот шут, ѓубрето, отпадот, доколку се наталожат околу мостовите, столбовите на мостовските конструкции, знаеме дека можат да направат вештачка брана, така што лево и десно во однос на речното корито има вештачко излевање на водата, кое што во природни услови тоа не би се случило. Во однос на градбите што ги споменавме, нели, сакам да се осврнам на еден друг момент, а тоа е на почитување на законските регулативи, пред се на европските законски регулативи. Тука во однос на поплавите мислам пред се на директивите, тоа се Европската рамковна директива за поплави, како и Европската рамковна директива за води, која што целосно е преточена во нашиот закон за води. Во нашиот закон за води е предвидено формирање на планови за управување со речните сливови, како и планови за управување со поплавите на ниво на речен слив. Составен дел на овие планови треба да бидат хазард и риск мапи, во кои би биле дефинирани, точно би биле дефинирани подрачјата со одреден степен на ризик од поплавување, помал, поголем и така натаму, критеризирани. И би сакал да истакнам дека сите овие планови за управување на ниво на речен слив, кои што ги налагаат европските директиви, но и нашите закони преточени во нив, треба да бидат синхронизирано донесени со деталните урбанистички планови, кои што ги носат единиците на локалната
самоуправа, односно општините. Така што со усогласување на ДУП-овите и на овие планови за управување со речен слив, во многу би се намалила опасноста од излевање на реките како резултат на тие градби блиску до речните корита. Тоа значи дека површините што ќе бидат означени во тие планови за управување со сливовите кои ќе бидат означени со висок ризик од поплави, таму во ДУП-овите не би се предвидувало изградба на објекти. Јас верувам дека и сега се означени сите тие, иако се прави мапирање на опасни точки, имаме секако означување до каде може да се гради и дека не е никогаш препорачливо да градиш кај речно корито. Со овие хазард и риск мапи точно би се определиле кои се тие најризични зони, помалку ризични зони и така натаму. Така што при синхронизирано донесување на ДУП-овите со овие планови за управување со речен слив, точно би се знаело кои површини се ризични од поплави и каде што не би смело да треба да има градби, но некои што се со помал ризик од поплави, секако дека би можело да има градби, но при точно утврдени услови и критериуми согласно законите. Значи, синхронизирана усогласеност на овие планови за управување со речни сливови и ДУП-овите кои што ги носат општините, мислам дека во значителна мера ќе придонесе за избегнување на овие проблеми со градби блиску до речните корита. Затоа ќе го чуеме подоцна и господинот Драган Ивановски, кој е експерт за анализа и проценка на ризици од поплави, кој со помош на еден проект работа токму на мапирање на ваквите ризици. Меѓутоа, предлагам да го слушнеме и градоначалникот на општина Јегуновце, Димитар Костадиновски. Тие направиле прочистување на речното корито на реката Вардар со помош на пари од швајцарската влада и проектот UNDP и во овој пат со додената река Вардар не се поплавија подрачјата во општина Јегуновци, иако таму исто така треба да се доуреди речното корито, сосема не е завршено, па да го слушнеме на кој начин општина Јегуновци се справи со чистењето на речното корито и спречување на поплави во тоа подрачје. Општина Јегуновци, односно населените места од течењето на реката Вардар, посебно Раотинце, Копанце, Туденци, Јегуновце, се соочува со овој проблем секој пролет, односно со надоаѓањето на реката Вардар, со обилните врнежи кои пролета ја зафаќаат општо Македонија и општина Јегуновце, се соочува со проблемот поплави. Овој проблем беше континуиран и се случуваше изминативе 30 години и повеќе. Со тоа што ние како општина Јегуновце, заедно со UNDP, заедно со владата, го реализираме проектот кој беше деценијски проект и сонување за реализација на тој проект. Посебно со UNDP кој обезбедија средства од швајцарската влада, швајцарските даночни обврзници кои јавно им се заблагодарувам што го финансира овој проект и се докажа дека проектот успешно се реализира затоа што опфаќа 17 километри, односно 8,5 километри од левата страна и 8,5 километри од десната. Го фаќа потегот помеѓу селата Сиричино и Туденце до Јегуновце, односно под Јегуновце и помогна за да поплавите во општина Јегуновце станат минато, односно да, и сега има поплави, и сега има излеване има многу малку, со тоа што се офатени може само земјоделски посеви, каде што домаќинствата, односно куќите, помошните објекти, 95% не се офатени со поплави и тоа е успех и за мене лично и за реализација на овој проект на општина Јегуновце. Има лоцирано критични места. На тие критични места се направени стабилизација, која што многу придонесува за да ударот што го сочинува самата вода со надоаѓањето, да го стабилизира и затоа се наречени стабилизации, каде што се го заштитува донувањето на земјата и каде што ударот на излевање на водата, кај што беше најкритично, е сега стабилизиран и водата на тие критични места не излага и не прави штета и, како што кажа, по домаќинствата, а и по земјоделските посеви. Стабилизација подразбира да се стабилизира со камен, кој на некои места зависи од проектната документација, беа поставени со бетон, со
под каменот имаше поставено фолија, каде што не дозволува за да израснат и да вегетираат разни дрва или разни растенија. Овде кај најголемата поплава се случила во општина Егуновце 79 година. 79 година била најкатастрофа за овие населени места. Сега граѓаните самите, кои се, како што кажа повозрасни, кажуваат дека ова е вода сега што беше пред еден ден, односно завчера ноќта, беше најголемата вода која се памти по 79-та. Како територија на општина Егуновце, како што кажа, остана уште мал дел кој што го фаќа општина Егуновце, кој што се надевам и убеден сум дека со буџетот од 2027 ќе довршимо. Тоа е потегот од населено место Селичино до почетокот на реализација на овој проект помеѓу Туденци и Селичино, кај што не е голема траса, кај што општината мислам дека ќе смогне сили заедно со владата, со Министерството за животна средина, да и тој потек се очисти и да делот на општина Егуновце кој го зафаќа, како што кажав, територијата по течението на река Вардар, ќе биде комплетно завршен и што е многу битно сега, би апелирал граѓаните да не го злоупотребува Вардар, да не фрлаат, значи, секаков градежен шут, комунален шут, да бидат совесни како што си до сега, дека свеста да работа, а ние како општина Егуновце се надевам 27 ќе продолжиме овој проект да го дореализираме и територијата на општина Егуновце да биде цела чиста. Ете, тоа беше градоначалникот на општина Егуновце. Господине Темелковски, вака ќе видиме дека камењата, бетонот, најлонот помогнале, толку ли е невозможно и тешко на одредени места тоа да се направи? Мислам, зошто нема средства за вакво нешто, не можам да разберам. За тоа барат финансиски средства. Знаеме, АД водостопанство е основано со одлука на влада и основната дејност на АД водостопанство е наводнувањето на земјоделските површини. После одводнување на отпадни води, на атмосферски води и уредувањето на речните корита. Целиот приход на водостопанство, најголемиот дел доаѓа баш од тие земјоделски наводнување на земјоделските површини и така за да водостопанство изврши чистење на некое речно корито или пак го изврши уредување согласно по некој проект, за тоа треба некои финансиски средства. Водостопанство ги нема тие средства. Моментално ние чистењето што го вршиме фактички взимаме од делот на земјоделските површини, кои што и таму се веќе цените во делот на водните услуги. Зошто не ги зголемите? Колкав е водениот надомест и дали е зголемен? Водниот надомест истите цени се од 2015 година, со самото формирањето на АД-то цените не се покачени, исти се од 2015, значи 11 години веќе, а знаеме дека нафтата колку пати е покачена, имаме пумпни станици за наводнување на површина во горна зона, кај што трошиме електрична енергија, а струјата е доста скапа, така да е оскудно со финансиски средства. Во тој дел сакам да се надоврзам дека во моментот формирана е група од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, заедно таа група учествува и АД водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање, за да работат на измени на законот за водостопанство и законот за води, се со цел да може да се реши начинот на финансирањето и во тој дел за одведување на води, после за испуштање на води во тој дел, каде би се изнашол водостопанство од тој дел. Вие сте под Министерство за животна средина. За да направите акција, треба кому да му се обратите за да делувате? Не, ние сме под надлежно министерство, не е Министерството за земјоделие, пошто тоа не е основна дејност, али во делот на управувањето со водите и водните ресурси, надлежен орган е Министерството за животна средина и просторно планирање. Значи не му треба да му се обратите за средства, владата треба да додели средства. Се обраќаме и таму се минимални средства, кои што водостопанство е неколку години гледам нема ништо добиено од тој дел. Тие се средства кои што ги користуваат за уредување, животна средина прави таа програма за управување со води, со делот на собирањето на тие 2% од водниот надомест и 7% од вадењето на песокот и чакалот, и тие средства после треба да бидат вратени назад. И како ги враќат назад во таа програма за управување,
аплицираат локалните самоуправи и водостопанство, повеќе акцент му се дава на локалните самоуправи, ги користат средствата така да водостопанство Иако сте надлежни за коритата, вие немате средства за да можете да делувате. Затоа па сега се работи на некој измена на тие закон, да се биде точно да се дефинират кој ќе биде ќе ги собират тие финансиски средства, како ќе се собираат и за да можат да се распределуваат после, например. Тоа точно ќе се дефинират, рече работни групи работат, у завршна фаза сме за донесување на тој закон, пошто ете и локалните самоуправи, например, испуштаат води во самото речно корито во урбанизираните делови, али сета таа вода оде после во неурбанизираниот дел, кај што водостопанство треба да иста таа вода да ја дистрибуира по речното корито, а се има проблеми со од тој дел на... Значи многу фактори влијаат. Да, господине Стојановски, во овој дел многу е конфузно некогаш кој се е надлежен и кога нема едно тело надлежно, секој ќе се прогласи за ненадлежен. Иако не е можеби работа на ЦУК, меѓутоа навистина збунува фактот надлежност на општината, надлежност на водостопанство, надлежност на Министерството за земјоделие на животна средина, постои ЦУК, постои дирекција за заштита и спасување. Меѓутоа, ова покажува нефункционирање системско. А вие долги години сте во ЦУК, веројатно тоа сте го нотирали уште одамна. И ги спомнавте поплавите 2009-2013. Биете вака. Ние се уште зборуваме од контекстот на разговорот во однос на превенцијата. А камо ли да почнеме да зборуваме за справувањето или за периодот на заживување. Значи, секако дека разбирам што е проблемот и познат ми е проблемот и на водостопанство во однос на превенирањето за надминување на можности од поплави, но во делот на справувањето е посериозен проблемот во однос на расположивите капацитети и ресурси за реакција. Не го говорам тоа само од аспект на водостопанство како надлежен дел или надлежна институција, тоа го говорам и за локалните самоуправи, тоа го говорам и за националните ресурси преди се. Од тој аспект, вториот сегмент за кој што би требало да говориме е надлежности во однос на одговорот при вакви природни катастрофи. Секако дека е јасно, законите укажуваат на фактот чија е одговорноста, зборам преди се законот за води, чија е одговорноста во делот на урбаните, чија е одговорноста во делот вон урбаните средини. Но укажуваат другите закони, па чија е одговорноста и надлежноста во рамки на процесот на справување со настанатата состојба. Тука ги двоиме сегментите во услови кога ризиците и опасности да настануваат на територија на Република Македонија и се од пошироко значење за кои што е потребно прогласување кризна состојба и тогаш кои има одговорност и кои има обврска да одговори како првичен. Добро, кога има кризна состојба, побрзо и полесно се делува. Многу побрзо и полесно се делува. Кога не е прогласена кризна состојба во однос на дејствувањето, во однос на надавање на одговор, обврската и одговорноста е на локалните самоуправи. Што треба да прават сега? Да склучуваат допрва тендери за чистење и пумпи, наоѓање и јавно-приватно партнерство, да речеме, за фирми кои што ќе помогнат, помош од општините побараа од другите општини, тоа е полесен начин. Конкретно, каде е проблемот кога не е кризна состојба прогласена? Проблемот е со расположивите ресурси и капацитети кои има локалната самоуправа. Со тие расположиви капацитети и ресурси, нормално дека не може да даде адекватен одговор и да ја надмине состојбата. И од тој аспект и треба поширока координација, односно учество на регионален координативен дел или да бара национални ресурси. Во оваа ситуација на справување локалните самоуправи прават максимум од онаа со што располагаат и кое го имаат на располагање. Во секој случај, но законот е јасен во однос на она кога тие бараат подршка и помош од другите институции, односно националните ресурси. Во таа насока и во однос на Кичево,
Апсолутно е добро поставеноста на градоначалникот. Согласно законот го активира општинскиот штаб за заштита и спасување. Согласно законот донесува одлуки и заклучоци кои се спроведуваат првично од институциите задолжени за одговор, се однесува на јавно-комуналните предпријатија, ангажирање на просторните сили и така натака. Кога ќе ги исцрпи тие ресурси, секако дека треба да побара подршка и помош. Она што ние во тој момент го правиме, секако дека действуваме со сите останати расположиви ресурси на ниво на државата, за да ги придодадеме на локалните ресурси во однос на самиот процес на справување со состојбите. Така да, надлежностите се дефинирани, ви реков, во законски рамки. Верувам дека се дефинирани во законски рамки, меѓутоа проблемот е секогаш на терен. Јас не би сакала да ве прекинувам, меѓутоа она што зачудува господин Угрински е фактот што, например, Зајаска река ја дознавме сега дека постои. Не е некоја река голема што ја знаевме ние. Вие сте ја знаеле како стручњак. Слупчанска река ја знаат можеби во Слупчане. И кога ќе слушнете дека Зајаска река поплавила, Слупчанска река поплавила, просто си велиме како е можно волку мали реки да поплават. Зошто се случи тоа? Сето ова предпоставам дека допринело да тие се наполнат и поплават. Така, и двете реки што ги споменавте се подложни на изливање и во минатото биле предмет на такви поплавувања. Така што во конкретниот случај имаше состојба на порани врнежи во тие речни сливови и конкретно во сливот на Кичевска или Зајашка река, како што се нарекува во горните делови, во Етајмишкиот регион се уште имаше количини на снег кои што дополнително дождот и топлото време ги растопи и кои што придонесе за зголемување на ефектот на поплавите. Слупчанска река, исто така, иако мал слив, како што кажав и во минатото, имало примери на поплавување во тој регион. Таму конфигурацијата на реките е таква во Кумановско-Липковскиот крај, во горното течение се со стрми падови се карактеризираат речните сливови, додека во средниот и долниот тек навлегуваат во рамничарски предели, каде што во вакви ситуации при топање на снег и при обилни количини на врнежи доаѓа до природно заезерување на тие рамничарски површини, како заемна интеракција на површинските и подземните води во тие региони. Значи, во изминативе денови имавме значително високи подземни води на целата земја на Македонија, особено во рамничарските делови и во котлините. И на многу места тие беа споени со површинските води. Значи, имавме случаи на локални заезерувања директно како резултат на врнежите и интеракцијата со подземните води, независно од количината на водите во реките. Тако беше примерот во Пелагонија, тако беше примерот со изревањата и заезерувањата на река Црна во Демир-Хисарскиот регион, каде што се уште и постојат такви заезерени површини, така што изливањата во овие две, како што кажавте, мали сливни подрачја беше склоп на повеќе фактори, повеќе елементи кои што придонесоа да се дуплира ефектот на врнежите кои што убаво кажавте и не беа толку големи и во нормални услови не би предизвикале изливање на овие помали реки. Плауза за реклами, потоа ќе го видиме интервјуто со господин Драган Ивановски, кој е експерт за анализа и проценка на ризици од поплави. Се враќаме веднаш по рекламите. Разговараме тука се уште за малите средства кои се издвојуваат за намена и чистење на речните корита, каналите и слично. Да го видиме сега интервјуто со господин Драган Ивановски, кој е експерт за анализа и проценка на ризици од поплави. Тие работат на еден проект со странска помош за да се мапираат, како што каже господинот Угрински, сите оние точки кои што се ризични точки за поплавување. Меѓутоа, еве да чуеме и зошто не се повторуваат ваквите поплави. Можете ли да ми го објасните овој систем каде што всушност еве реки како што е Зајашка река, за нас лаиците изгледаат мали реки, но всушност може да предизвикаат вакви поплави?
Во принцип тоа се мали реки, меѓутоа е многу битно да разграничиме што се мали води и големи води. Значи сега во случајов имаме поплави од релативно мали води кои што се случуваат во овие водотеци и генерално тоа се должи значи на недоволно одржувани речни водотеци, на узурпирани речни водотеци, на заполнети речни водотеци, каде што практично водотекот нема можност да ја транспортира таа вода што протекува низ него. Колка и да е водата, значи, ако нема можност да се транспортира, таа ќе се излева околу неа. Во случајов, значи, очигледно станува збор за не многу големи врнежи. Јас толку што ги пратам деновиве прогнозите и извештаите од хидрометеоролошкиот завод, ми се чини дека некаде предвидувањата беа околу 20 на литра на метар квадратен, што и не е големи дождови, меѓутоа и тие мали дождови предизвика излевање на водотеците. Значи, се работи за нападен капацитет за транспортирање на водите во реките. Очигледно значи дека водотеците се полни со отпад, градежен шут или отпад комерцијален, да кажеме, урбан, дрва за растување и така натаму. Значи, се работи само за заполнување на водотеците со и намалување на транспортниот капацитет. Дали се ги обележале на мапата ваквите точки? Апсолутно. Назад веќе, па јас мислам повеќе од 15-20 години се изработуваат проекти, студии, експертизи за дефинирањето на ризикот од поплави во комплетно на целата територија на Република Македонија. Изработени се поголем број на студии за конкретно за поплавувањето и на ризиците од поплавувањето. Меѓутоа е многу битно тука да се разграничи една работа. Во тие студии се анализираат значи релативно големи води. Односно води со повторливост еднаш во 50 години, еднаш во 100 години, еднаш во 500 години, како што се бара нели според регулативата, и за тие такви точки се точно дефинирани, значи на цела територија се потенцирани каде се најризичните места и постојано преку разни студии се повторуваат тие значи анализи. И сега конкретно во моментот се работи една голема студија, голем проект на усогласување на македонската легислатива со европската легислатива за заштита од поплави. Значи во моментот кој први каде што се анализира целата територија на Република Македонија и таму ги имаме значи буквално потенцирано сите водотеци кои представуваат некаков ризик од поплавување. Значи се работи за некаде околу 900 километри должни на речни тековини из Македонија. Огромен број на објекти кои можат да представуваат разноразни препреки и тие значи се разработуваат во оваа фаза, во тој проект што ни сега во моментот. Значи, еве конкретно можам да спомнам за Кичево. Кичево ова сега што се поплави деновиве, значи во самиот град, околу градот Кичево што беа поплавени, тоа е многу јасно маркирана зона на висок ризик од поплавување, конкретно на Заешка река, и тоа е веќе назад неколку години потенцирано како акутен проблем. Меѓутоа е очигледно се повторуваат работите некако, кај се повторуваат работите практично секоја година. Така да не можеме да правиме, да разговараме за големи води и за некои се ризици од големи води, туку буквално и на помали водни количини не се случуваат поплавување. Кога давате препораки како експерти, дали нешто треба да се смени во целиот систем на превенција? Значи, вака, ние имаме во сите препораки што ги даваме, значи прво се изработува вообичаено се опфатна студија зошто стануваат тие поплави, се анализираат сите можни фактори кои влегуваат во процесот на врнежи, истекување од сливот, прифаќање на водата во реципиентите, транспортниот капацитет на самиот реципиент, излевањето од водата, зошто, како, значи се точно се дефинираат сите причинско-последични значи услови за настанување на поплава како феномен и во тие анализи ние стриктно дефинираме разни мерки за заштита од овие значи од поплави, така да ние во нашите анализи ги анализираме овие заштитни мерки како структурни, нели оние што треба да се преземат во смисло нели на регулација на речниот тек низ урбаната средина, подигнување на насипи. Меѓутоа тука имаме и
структурни мерки кои што во кои што спаѓа значи изработка на овие мапи што ги велиме, карти на опасности и ризици. Потоа имаме значи правилно просторно планирање, значи да не се дозволи ширење на урбаната средина во зоните кои што се дефинирани како високо ризични зони за плавање, тоа веќе спаѓа во неструктурна мерка. Предлагаме значи изработка и адаптација на системи за рано предупредување, алармирање и тревожење на населението во случај да настанат поплави. Понатаму се работат планови за евакуација во случај на вакви настани, одржувањето на коритото, контрола на ерозијата и така натаму. Значи се работи за еден сет од мерки кои што најчесто во нашите анализи препорачуваме како практична примена да се направи комбинација на инженерски решенија, она што го спомнавте, регулација на речните текови, насипи, заштити и така натаму, со овие институционални мерки. Јас ви благодарам многу за ова интервју и учеството во топ тема. Ова беше интервјуто со господинот Ивановски. Сите зборуваме слични работи, што се треба да се превземе и што се превзема. Меѓутоа, за жал, ни се повторуваат поплави. Очигледно е дојден црвен аларм дека овој пат навистина треба да се превземат сите мерки. Еве, кои се вашите размислувања и план за понатаму? Јас би сакал нешто во контекст на ова што професорот го дискутира. Согласно законските надлежности, Центарот за управување со кризи изготвува проценки на ризици и опасности од природни непогоди, вклучително и ризики и опасност од поплави. Таквите проценки се доставуваат до локалните самоуправи и се водилка во однос на определување на критичните точки и во однос на надминување на тие критични точки. Овие проценки се донесуваат на советите на локалните самоуправи, вклучително и проценката на Република Македонија во однос на сите природни катастрофи. Од аспект на проценките произлегуваат и изготвување понатамошните оперативни планови за постапување на самите локални самоуправи, пак ќе кажам вклучително и водостопанство, како правен субјект на просторот на Република Македонија. Дел од овие од ова што го говори професорот се и законски надлежности на Центарот за управување со кризи. Кога говоревте за системски решенија, ќе останам должен да кажам, тоа да работи на изготвување на ново системско решение во однос на поставеноста на системот за управување со кризи и заштита и спасување. Тоа е под водство на вице-премиерот Липчо. Верувам дека сме при крај со тој дел и се надевам за скоро време ќе излезат со предлог решение како ќе изгледа новиот систем, секако кој што ќе биде функционален и кој што ќе може да одговори на предизвиците кои го носи самото време во кое што живееме. Да се надеваме. Господин Огрински, можеби и како експерт сте учествувале во проекти, па и сите вие сте дале допринос во системски решенија. Меѓутоа видовме и со примерот на Егуновци, ако нема пари од странски фактор, немаше можеби и тоа да се реши и прашање во каква состојба сега ќе беше тоа подрачје. Кои се вашите идеи и заложби дека нешто мора што побрзо да се направи за да не дојде до вакви работи? Сега не ве прашувам како хидролог, само туку како човек кој учествува во решенијата. Така, ова што го спомна градоначалникот на општина Егуновци е позитивен пример. Со таа регулација од неколку километри што беше спомната во Полошкиот регион, во значителна мера придонесе за намалување од ризикот од поплави во тој инаку и така критичен дел од поплави, еден можеби од најкритичните делови во нашата земја, така што при овој водостој, при овој протек во реката што го имавме изминати денови, сигурно дека опсегот на поплавата ќе беше многу поголем, ќе беа засегнати и поголем број на куќи, но за среќа овој изрегулиран дел од речното корито како резултат на донацијата од проектот овозможи за намалување на опасноста и ризикот од поплави во тој дел. Во однос на донациите, како управа за хидрометеоролошки работи, можам
да кажам дека во тој дел успеваме да се сноѓаме некако преку разните проекти, значи во поглед на хидролошки станици и мерни опреми, постојано добиваме некои донации во рамки на проектите, како UNDP. Еве сега во последно време имавме донација во опрема како резултат на проектот финансиран од швајцарската влада, проектот за подземни води, каде што добивме 14 нови автоматски станици, а исто така добивме и мерна опрема за мерење на протекот. Најнови, најсовремени инструменти за мерење на протекот на реките, при што не мора човек да влегува во реката за да го изврши мерењето, тоа се демитна бродчиња, кои што врз база на Доплеров ефект го мерат протекот на реките и веднаш со специјален софтвер на лаптоп се врши пресметка на резултатите при мерењата. Исто така во рамки на тој проект добивме и нови хидрометриски крила, кои што ни се неопходни и нужни за извршување на нашите хидрометриски мерења на протекот, а исто така имаме и добиено во последниве години и зголемен број на метеоролошки станици низ земјата. Можам да кажам дека имаме во најново време две нови хидролошки станици, современи, радарски. Едната е во Велес, која што функционира, а другата е во Крива Палаки, која што се уште е во тест фаза. Така што во рамки на овие проекти и донациите од тој проекти некако успеваме да се снабдиме со опрема и мерни инструменти, меѓутоа нашиот најголем проблем е стручниот кадар. Имаме голем недостиг на стручен кадар во нашата институција. Тука пред се мислам на експерти, хидролози и метеоролози кои што недостасуваат во сите сегменти на нашето работење. Во последниве година-две имавме иницијативи. Во секторот за хидрологија имаме еден нов вработен. Исто така имаме уште еден вработен како резултат на проективе, времено до 2027 година. Се надам дека после тој период ќе успееме и трајно да го задржиме ова лице во управата за хидрометеоролошки работи. Така што голем е тој проблем од недостиг на стручен кадар, но пробуваме да се снаоѓаме некако и не само во УХМР, мислам дека тоа е генерален проблем во целата наша држава, недостигот на стручен кадар. Меѓутоа секој со своите проблеми, водостопанство и хидросистемите навистина за жал се во една незавидна положба на нецелосно функционирање, загуби на вода, неплатени води кои што се користат од разни страни. Еве рековме дека е мала цената за воден на доместок. Не знам дали вие кубурите веројатно со инженерски кадар или стручен кадар, како во вакви услови да гледаме во иднината дека нешто може да се поправи и да не повторуваме вакви дебати. Да, не повторуваме, пошто за интерес на времето, само да се надоврзам и на колегата, при изработката на тие оперативни планови за заштита од поплави, знаеме дека согласно законот за води, водоспанство го прави на неговиот дел, а локалната самоуправа во урбаниот дел. Но тоа го занемарува, мислам, од страна на нема некоја подобра комуникација треба се подобри од причина што локалната самоуправа не го, значи треба да го направи оперативниот план во соработка со водостопанство. Тоа е согласно со законот за води, а тоа се малку не се работи тоа и така да издвоени се оперативните планови за заштита од поплави. Во делот на кубурењето на ова на работна рака, па има водостопанство, можеме да кажеме, има стручно квалификовани кадар. Колку имате за на терен кадар? Во канцеларија верувам дека за во делот на терен, оне што треба да дадат услуга е многу мал, така да во тој делот затоа ни требаат нови вработувања. Исто така и во делот на механизацијата за чистењето, негде околу 20 на багери ги имаме, тоа е малку за водостопанство, така да треба да се обнове таа механизација и треба да се зголеме бројот на во вакви услови ви требаат пумпи и нафта за да испомпувате. Дали такви средства во моментов имате или во моментов се снаоѓаме само со наши финансиски средства.
Значи, неминовно е да има помош од државата во тој дел, да се помогне, нормално се направи на некој акцијски план, да докажеме каде се, кои се ние секоја година ги кажуваме и на владата и на Министерството за животна средина, да дословуваме кои се тие критични места за излевање. Проблемот е само финансиските средства. Еве, сите проблеми ги набројавме, секако и можните решенија, да не бидеме толку песимисти. На потек е секако и централната и локалната власт, која навистина треба сериозно да се погрижи за речните корита, нивното чистење, сливовите и слично. Не продискутиравме за можните свлечишта кои што исто така може да настанат и се надевам дека ќе бидат превенирани, како и состојбата на браните во вакви услови. Меѓутоа, еве да се надеваме господин Огрински дека нема да врне и дека ќе се стабилизира состојбата. Да се надеваме дека нема дека да врне, во меѓувреме ние спремни ќе дочекаме новата состојба и доколку има услови на врнежи, ќе продолжиме навремено да ги известуваме јавноста и надлежните институции, како што впрочем тоа и досега го правевме во овие изминати денови, при што сакам да нагласам дека координацијата и комуникацијата беше на доста солидно ниво помеѓу УХМР, ЦУК, Дирекцијата за заштита и спасување и останатите, нели, како и помеѓу УХМР и операторите на хидроелектричните централи, така што ние во неколку наврати дадовме дојава за прекин на испуштањето на вода преку електричните централи, со што директно спречивме дополнително зголемување на нивоата на водите преку испуштањето на вода од хидроелектричните централи. Меѓутоа, како што кажав, да се надеваме дека нема да врне во изминатите денови и еве утре мислам дека нема да врне и ќе се стабилизира состојбата со водостоите на реките. Ви благодарам на сите што учествувавте во оваа дебата и анализа на состојбата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмите на Телма. Имајте пријатна вечер.